Најдоцна до 30 јуни земјоделците може да аплицираат за субвенции, а за прв пат барањата може да ги пополнат и по електронски пат. За полесен пристап до овие средства, воспоставен е електронски систем со кој земјоделците можат да заштедат повеќе часови, кои обично ги минуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Државата за годинава издвои 140 милиони евра за поддршка на земјоделството и руралниот развој, а надлежните апелираат земјоделците да го запазат дадениот рок. Мислам дека сега се земјоделците поќе зафатени на терен, така да мислам од кај 10 јуни ќе се ослободат малку поќе и така ќе мислам дека ќе биде голем прилив, ама сепак се замолуваат земјоделците да доаѓаат порано, затоа што на крајот не ќе можеме да стигнеме колку да сакаме, не ќе можеме ние да помогнеме. Значи мора да идат перманентно за да може да ги пријават субвенциите. Согласно програмата за финансиска поддршка за земјоделството, право на аплицирање во предвидениот рок имаат земјоделците кои се занимаваат со растително производство, како и со сточарство, односно со одгледување на говеда, овци, кози, свињи, живина и пчели. Во однос на пријавувањето на субвенциите, знаете законот, значи до 30 јуни треба да се пријават сите годинава, знаете електронско пријавувањето, секој може и од дома се пријави секаде, меѓутоа како што гледам јас и од дома секаде во подрачната единица некаде се пријавени околу 1200 луѓе. А што значи тоа? Значи треба да се пријават до 30 јуни 5000 луѓе. Колку ќе се пријават од дома, од кај нив, по електронски пат и колку ќе се пријават кај нас, ќе видиме. Ние работиме интензивно 2 смени, значи слободно може да кажете дека и сабота работиме, само за да ги услужиме земјоделците. Годинава на ниво на Република Македонија се очекуваат над 80.000 барања за субвенции.